Здраво на сите, моето име е Илина Банова, а ова е... Јас сум Саранда Емролахо. Нашиот тим се вика Subsidize Success. И денеска нашата тема е за субвенционираат студентски оброк. Дали треба неговото покачување или не? Дали законот е исправен и применлив во наши услови или не? Дали студентите можат со тие пари што ни ги плаќаат да јадат здраво и нутритивно? Дали можеби треба да има промена на овој закон или покачување на таа цена? Денеска со нас за оваа тема ќе дебатира Љубица Апостоловска. Добро ден, Љубица. Добро ден. Љубица ја познавате може по нејзиниот скоро отворен Инстаграм профил, тоа е Нутриментум, таа е скоро дипломиран нутриционист, така да го живеела времето и пред и по воведувањето на законот за субвенциониран оброк и затоа подетално денеска она ќе говори на нас токму за оваа тема која е многу жешка за студентите. Љубица, дали се сеќаваш на твоите студентски денови пред да се воведе субвенционираниот оброк? Дали може би самото воведување на оброкот и оваа субвенција и покачување на студентскиот стандард или пак се пружат основни услови за студентите? Па, јас имав таа привилегија да бидам студент и пред воведувањето на студентскиот оброк и со воведувањето на студентскиот оброк. Дека нешто значително се подигнати студентските стандарди, сметам дека не се, но сепак секој прилив на секој додаток на средства е добре дојден за студентите. Знаеме на сите колку ни е бит и мала сума на пари е доста значителна за студентите. Дека нешто многу е подигнат стандардот со овие 140 денари, сметам дека не и дека оваа сума треба да се спори. Бидејќи многу студенти имаат верзија за готвење, сега блиско, значи во јануари ќе биде испитната сесија и во колоквиумска недела, што мислите дека студентите треба да јадат во ова време кога имаат повеќе стрес и им треба повеќе енергија, но немаат ни време ни енергија да готват нешто за себе? Така, наскоро е испитната сесија, сега веќе мислам дека и колоквиумска недела, сега се најтешките денови за студентите, но сепак со добра координација и организација сметам дека можат и самите да си подготват здрави оброци кои што ќе им помогнат за полесно да учат, да го совладаат материјалот, да имаат концентрација за подобрена меморија. Не секогаш треба да се посегнува по тие најбрзи, готови, веќе приготвени оброци, затоа што можат и со многу помалку време и со некоја одредена сума на пари која што може да си ја дозволат од студентскиот оброк, со претходно спремање на оброци, да ги задоволат своите нутритивни потреби и да имаат квалитетен оброк кој што ќе ги исполнува нивните нутритивни потреби. Мој предлог е за поуспешна сесија да студентите одбегнуваат нездрава храна, како што се бургери, пица, бурек, кифли, слично, некои си тука имаме Чипс, нудли, или некои такви понездрави храни кои што ќе му направат осцилации на нивото на енергија и на шеќер, со што во одреден момент ќе чувствуваат преголема енергија и мислат дека можат да им имаат повеќе енергија и концентрација, дека можат подобро да учат, но по одреден период таа енергија им паѓа и се уморуваат, условно кажано, и не е толку ефективно учењето. Јас би им препорачала да се насочат кон поздрава храна, наместо некои сладки како што се да не именуваме некои. Значи она мајка ми што го викаше сникерс, ја во моје време сникерс јадам, тоа да го избегнуваме. Некои други чоколади, колачи или слично може. Исто така тука имаме пример, јас направив некои си здрави бомбици од овес, урми, портокал, кокос, сусам и тар, кои што ќе им го одржат нивото на енергија, нема да имаат такви осцилации, концентрацијата ќе им биде подобра. Сепак задоволството, тоа сладко што го имаме. И нема да ги стави во тоа sugar coma што се викала. Да. За кој благо ти најчесто си го јадела во колоквиумска недела, се знаела дека и не е баш најздрава, да кажеме. Па, јас многу сакам благо, само секогаш избирам некои вака поздрави варијанти. Урмите ги обожавам, ги јадем во малку поголеми количини од што е треба. Ама
нешто кое што не би требало да го конзумирав дефинитивно е сладоледот. Не можам да му одолеам, го сакам премногу. Па така денес имаме и нешто да сготвиме и ова се најчестите јадења што студентите ги јадат во текот на колоквиумската недела, не се препорачливи, но се отприлики буџетски одржливи со оглед на тоа дека ние земаме 140 денари во еден ден, се исплаќаат целата сума во една недела, но ова е најчестото што ние го јадеме, а не е најздраво и затоа Љубица и ќе ни каже малку и ќе поразговараме за тоа и кој е нејзиното најкреативно јадење со најминимални пари. Ќе једем за... Дашка, ти треба теба? За Промито така ми треба. Кој е Љубица вака да кажеме и јадење со најмала сума на пари која да сега можеби си го сготвила покрај ова денеска. Покрај ова денеска. Па најверојатно тоа се некои супи зеленчукови, некои салати или пак доста практични може да бидат и за студентите, некои тортили од киноа или леќа кои што на пример тие од леќа содржат доста поголемо количество на протеини кои што е потребно на студентите. Лесни се за подготовка, однапред може да се подготват. И во текот на неделата, па исто така се практични да се земат и на факултет или кога ќе се вратат од факултет само да ги спремаат. Значи, она што ние на факултет најчесто јадеме пecivo и не е најпрепорачливо. Не е препорачливо. Дали мислиш дека тие јадењата што ги земаме во бифе, најчесто во факултетите или во продавници што се готови веќе, например, не знам, компир, пржен или орез или нешто, дали мислиш дека тоа е здраво за студентите или би препорачала нешто подруго иако нашиот буџет е минимален? Сметам дека навидум исто би рекла ќе го приготвиме дома орезот или во некоја таква продавница или ресторан за готвена храна. Не е истиот, затоа што најверојатно не сум сигурна да не ширам дезинформации, но предпоставувам дека тие веќе додаваат дополнително конзерванси и адитиви за тој производ, тој ориз, компир или било што да биде безбеден, да не се расипи, да трае подолго. Доколку го приготвиле дома, избегнале додавање на преголеми количества на масти и слично. Добро сега, како ти пример ги планираш оброците во текот на неделата или еден совет до студентите како они да си ги планираат оброците, пошто знаеме ние немаме некој репертоар на јадење. Да. Кога ни се јаде најчесто од сабајле кој ќе скочиме да правиме пекара. Па на ручек не знаме, купуваме од овие што се готвени брзи јадење. Или дали секој ден да се оброко да купат нешто или да земат одеднаш, како што не сум студент. Со оглед на сумата која што е предвидена од која што се доделува на студентите, многу е потешко да се купува од ден за ден или од оброк за оброк, затоа што не е толку исплатливо. Сметам дека доколку би се пазарело на неделно ниво и би се правеле неделни подготовки на храна, би се подготвувале здрави и богато нутритивни оброци во тој ценовен ранг, со тој буџет од 840 да, во една недела, да. И многу полесно. Например, ориз и стек може да се подготви исто така дома со салата некоја може исто сигурно, да. Со пониска цена за разлика од таа што ќе се купи, а сепак е поздраво, како што кажав претходно, ќе се избегне да се конзумира веќе подготвена храна во која што се додадени преголеми количества на масти или некои конзерванси за да се спречи нејзино расипување. Колку мислиш дека можеме да исполниме одредени нутритивни вредности со тие 140 денари? Пример, не знам, со едно јадење што дома ќе го направиме, во моментов јас готвам нудли, не сметам дека имаат некоја голема нутритивна вредност, а се дефинитивно ефтини. И брзо се прават. Да, и брзо се прават, да. Практично тука имаме само јаглехидрати, тука недостасуваат и доста ароми и вештачки бои. Тука недостасуваат многу хранливи материи, недостасуваат витамини, минерали, како и протеини.
Сега како би можеле да додаеме пример протеини, знаеме дека шпагети и макарони се вечето онаа студентска храна, што можеме да кажеме, или паштета и леп, тоа е онаа студентската храна, која и до некаде не е препорачливо да конзумирате, но сега сите сме слаби кон тоа, сега како да додадеме нутритивна вредност на шпагетите и макарони? Например, во сепак нашата тема, како што кажавме, да се приготват оброци со овај предвиден буџет од 840 денари, сметам дека може да се додадат јајца, урда, кои што се со пониска цена, но се сепак нутритивно би задоволили нутритивни потреби. Има јајцата, како што знаеме, се добар извор на протеини, урдата исто така. Некоја си таква комбинација може да се направи со шпагети или макарони. Исто така може да се додадат и веќе варен наут, имаме достапен по продавниците, кој што е добар извор на протеини. Има содржи доста влакна, е доста попрепорачлива за разлика од нудлива, што ги готвам јас. Може да се направи салата со наут. Добро саранда прави по-нутритивна храна. Тука имаме доста недостатоци. И ова има недостаток, но ова се... Но, например, јадењето што се можеби без глутен или органично или така, тие се по-скапи и не верувам дека еден студент што живее во друг град или далеко од семејството може да дозволи себе си со оброка да купи нешто што е све био и млеко без лактоза и све такви Да, проблем во денешно општество таа промоција на такви продукти. Да, ама сите се многу скапи. Да бидеме реални, не само за студентите, него општо за стандардот на нашата држава е многу тешко да се дозволиме да си купуваме органска храна, а да не зборуваме за безглутенската, како што, например, тај некоја друга тематика, ако зборуваме за студентите со целијакија или некои други проблеми што ги имаат, каде што е строго забрането да се глутен. Да. А цената на тие продукти е на 10 пати поскапа. Дали може ли владата и треба да превземе мерки за овие студенти? Дефинитивно треба да превземе, затоа што и покрај што е мала достапноста на цената на тие продукти е превисока и е многу мала достапност. Јас претпоставувам дека во ниедно бифе или продавница околу факултет има пристап, студентот со целијакија има пристап до безглутенска храна и тоа представува голем проблем. И тука е многу потешко затоа што мора да пази на контаминација, воопшто не треба да има контакт храната со друга храна која што има глутен. Треба да се носи од дома, па да се готви, тоа е доста комплицирано. Претпоставувам и во студентските домови тоа проблем, затоа што храната за лицата кои што имаат целијакија треба да се подготвува во друга изолирана или во скроз други садови кои што немаат никаков контакт со глутен. Например, за студентскиот оброк за празници, за државни празници не ни се исплаќа, што би било едно јадење што може да се направи еден ден пред, за да остане за утре, например за некој што нема доволно пари останато за тој ден што е држав. Нелогично според мене, затоа што сепак не секој студент може да се враќа за што живее. Да, тоа е најголемиот проблем. Ние многу пати сме го дебатирале дека затоа што има студенти кои што студираат во градот од каде што се, но многу голем дел од студентите се од други градови не може тие да се враќаат за да јадат. Само за 2 дена правилно. Да, за 2 дена или пак воопшто да не јадат, затоа што тоа е нелогичност, ние често сме го дебатирале тоа. Јас би препорачала како што кажав и предходно да се испланираат оброците и да се приготвуваат. Например, јас имам тука имам направено проја. Што личи многу вкусно, морам да признам. Или на крај ќе ја пробаме, да. Снимањето. Тука таа би можела да се искористи како доручек, лесно се носи и на факултет. Може да се искористи како вечера исто и за ручек со некоја салата или слично. Да се приготват
некои тортини, како што ви кажав, од киноа, леќа или слично, да се свари или испече стек, па 1 кило стек во текот на неделата да се распредели со риба, туна, да се сварат макарони кои што може да се складираат во фрижидер, да се приготви ориз, може да се загрее или се. Али јас имам слушнато дека не е препорачливо компир. Бидејќи компир, дори гледа, че е најнепрепорачливо јадење да стои. И тоа е најлошото нешто, кога стои па се загрева, па пак Па се некои уира. микробиолози би го препорачуваат компирот да се конзумира до пола сат од како ќе се скотви. Па некој пола сат до сат покасно и не ни го препорачуваат да се јаде. Значи, оние готвени јадења со компири не се Да, не се препорачливи да се купуваат. Исто така и спанакот не е баш добар да се претоплува. Така, значи, не, овие работи, пример, ние сме немале прилика да ги чуеме, но денеска имавме, се надевам дека ова за вас беше доста интересно и се надевам дека уживавте покрај јас тоа што направив најненутритивна храна според Љубица, тоа се нудли, Сарана направи подобра нутритивна храна, Љубица сега ќе не направи поразлично од сите нас, бидејќи сепак е нутриционист, ќе ни направи туна салата, ако не се лажам. И тоа е валјда најдобрата храна што во моментов ја поседуваме на маса покрај све што има. Да. Колку туна салата пример е здраве? Туната е конзервирана храна сега. Да, туната е конзервирана храна, но сепак не се препорачува нејзино често конзумирање. И како и на секоја друга конзервирана храна, затоа што како што знаеме, самата конзерва веќе испушта некои си токсични материи во самата храна. Исто така и туната, според некои нови истражувања, содржи големо количество на жива и не се препорачува нејзино често, само момент како може да го можам полесно да сецкам. Не се препорачува нејзино често конзумирање, например неко 3 до 4 пати во неделата или слично, но 2 до 3 пати месечно е сосем окей. Сите сме ќе се согласиме дека е доста практична и сме ја конзумираме како студенти. Посебно со шпагети. Со шпагети или макарони. Во случајот мој беше салата, дефинитивно. Но сепак тоа зависи од вкусот на студентот. Секој си има различна желба за храна, тука за вкус не се дискутира. Исто така тука имаме пијалоци, пошто нормално со секој јадење пиеме. Имаме освен водата, што е најздраво од све. Што ви препорача нешто друго што е здраво да се пие со нашиот оброк? Покрај Кока-колата. Кока-колата не е здрава, но мене ми дава искрено многу енергија. Да, дефинитивно. Сега некој има дури количество на шеќер и кофеин. Плюс има наградна игра. Јас генерално со со оброк не се препорачува да се конзумира најнаш вода или при јадењето. Ама јас би препорачала некои свежи сокови, кога веќе ако се избира да се пие некој пијал. Проблемот е што кај нас на пазар не можеме да платиме со картичка и тоа е еден исто така голем проблем кој студентите не може да го користат. Пазарот, во маркетите не наоѓаме нешто многу свеж зеленчук за да го купиме и воедно е доста и поскапи лошето и зеленчукот. Да, и само што сакам да кажам, тие што се цедени сокови што ги дават по карти, например, со 100% тие не знам на една чаша е 100 дена или така нешто што е целиот оброк за еден ден, што мислам нема смисла. Генерално проблемот со самиот систем. И тоа е општ проблем не само кај нас во нашата држава, туку глобално. Да, она што е поздрава храна. Поздравата храна е подоста поскапа, например, една Кока-кола ќе земеме како пример е 30 денари, да. А исто така сокот, доколку би земеле цеден, тој би бил над 100 денари. И тука е... Како да, пример, еден студент каков компромис да направи помеѓу тие цедени и свежи. Да. Сумата предвидена за цел оброк ќе представува една чаша. Само да една чаша сок. Една чаша сок. Доколку би земале дома, например, лимон да исцедиме со
И не мора цел да биде неколку капки лимон со вода, калинка цедена или слично. Сепак можеме да си дозволиме некои такви Да, кои што се согласна. доста попрепорачливи. Да, сега. Мислам, јас пример најчесто, посебно во испитни сесии, за мене приоритет е кафето и енергетскиот Кафе. пијалок. И нутриционистот веднаш реагира. Затоа што одреден период ќе ти даде енергија, предпоставувам тој енергетски. Red Bull ти дава крилја, обично. Да, се чувствуваш многу силна и мокна, мислиш дека многу можеш, Да. а после некое време ќе ти После некој време ме заспива. Да, ќе заспива, ќе се умориш и не е ефикасен. Не е најефикасен енергетскиот пијалок, значи. Значи, по-добро е да имаме цедени сокови отколку енергетски пијалоци. Генерално и самите цедени сокови не се препорачуваат, затоа што подобро да се изеде едно јаболко или портокал, мандарина, кива, било што, цело овоше, затоа што имаме и растителни влакна внесуваме и тој се држи некое постабилно ниво на енергија, не настануваат преголеми осцилации на нивото на енергија и шеќер во крвта, па така сме постабилни. А додека го испиеме, например, како сок, тогаш има поголем скок на шеќерот во крвта и по одреден период, како што кажав, ќе се излечи инсулинот, ќе се пласне и не е препорачливо, не ни дава доволна енергија, валјда. Лажно одреден период имаме енергија која што подоцна ни паѓа. Така, значи и цедените сокови да не се претеруваат. Да не се претеруваат. Да, значи најдобро е свежо овошје. И се имаме проблем со свежото овошје, најчесто и во маркетите и нема толку многу свежо. Да, ако одиш многу рано, уште го немате испакувано, мислам, извадено, да, ако одиш побоси нема да има. И тешко е. Анда, како што кажете на пазар или некаде не работат картичките и тоа е малку потешко. Како што кажавме, студентскиот оброк и веќе средствата стигнуваат на картичка и треба да се плаќаат со картичка. И често имам заприметено и квалитетот на овошјето и зеленчукот во маркетите не е толку добар. Да, како што е на пазар, тоа се знае и пазарот е наменет токму за тоа, значи една препорака до сите пазари во нашата држава да стават терминалчиња за студентите да може да пазарат од вас и секако не само во наша корист, туку и во ваша корист. Помагате на студентите и на самиот студентски стандард. Значи дефинитивно Љубица го прави најздравото јадење на оваа маса. Сега имаме патлиџан, значи ќе правиме туна салата. Чи ја го направив, и јас сум најбрзо од вас. Јас сум најбрзо од вас. Ова е најбрзото јадење. Да, и најљутото јадење цела маса. Јас би препорачала, например, и нудли да се подготват, затоа што знам колку студентите ги сакаат и мои другари и роднини на наша возраст, кои што се студенти ги обожаваат. Но сепак има и оризови кои што немаат вакви додатоци на зачини, може да се направат некои поздрави верзии. Со додаток на грчки јогурт, веќе конзервиран грашок, некои зеленчукови варијации. Така. Да, колку е добро таа конзервирани грашок или оние златна мешавина, мислам дека често јадеме таа. Да, ја често. Например, ако ја правиме ова салата би додавала пченка, која што е во конзерва. Не знам тоа колку е здраво, но дека е нешто многу конзервираната храна добра и препорачлива често да се консумира, не. Но кога би ја споредиме со пченката, со некое пециво, некој пекарски производ, сепак би била подобра варијација. Да. Значи, ако одиме со најздрава варијанта, тогаш би било дефинитивно да се купи веќе смрзната пченка па да се вари, но се знаеме дека ние немаме толку слободно време, ние доста Па и по-брза храна сакаме да јадеме, нели ние кога ќе се вратиме лично дома и има и студенти што работат во текот на денот и знаеш они се враќаат дома и не сакаат да имаат веднаш храна. Но има и студенти што се во студентски домови што например немаат фрижидер и
такви... и тоа имаме проблем со студентските домови каде што и храната не е на највисоко ниво. И во последно време имаме проблем со тоа што се наоѓаат и глувци во студентските домови, што сметаме дека не сум го знаела тоа. Имавме и таков случај, но случајот во последно време со студентскиот дом Пелагонија се решава и студентите стануваат позадоволни. Се надеваме дека бар таму ќе почнат да имаат понутритивни оброци, односно да имаат како и секој друг студентски дом кој неле е посакуван од студентите. Па генерално треба да се смени според мене целото меню на студентските домови. Зашто? Па добро, види, оние цабајле, знам, сум слушнала од студенти, најчесто добиваат нешто како јајце, нешто... Јајце, вичла или зденка. Да, не, добро, да, ама мислам дека и количински не е доволно тоа. Да. Еше едно јајце им даваат. Едно јајце или една зденка или парче салама, кој што воопшто не е доволно за еден да се најати да може да функционира, затоа што ако зборуваме за Скопје, е доста голем град, па и во другите градови каде што има факултети се поголеми градови и студентите првично многу пешачат, се троши енергија. Да, бидејќи немаме автобуси, сега почнахме пешки. Потребна им енергија првично за да стигнат до самото до самото место, да. До самото место им е потребна енергија, а после и за да можат квалитетно да ја слушаат наставата. Јас, например, сум бев студент на природно-математичкиот факултет, ние имавме и доста лабораториски вежби, каде што дополнително ни е потребна енергија и концентрација и доста време бевме надвор од домот, бевме на факултет и немаш доволно време. Ама сметам сепак, стојам за тоа дека со добра организација може да се приготват и здрави и нутритивни оброци, да, тоа е најбитното моето. Ако го подигне владата овој буџет би било многу подобро и полесно би се снаоѓале студентите и би имале побогата трпеза. Сега за жал тука имаме нешто малку посиромашна, поскудна трпеза. Да, и ова е скоро и секој ден, мислам еден ден на студент, дури и ние имаме повеќе од тоа што студентите го имаат за тие пари кои ги зимаат. Сепак да не забораваме, студентскиот субвенциониран оброк е мерка која треба да ја плати пола од цената за едно. Да, јас само сега да кажам, знаеме дека е само пола и дека е помош. Но сепак не е доволно, има инфлација. Да, со инфлацијата сега што све е многу по доста скапо и мислам дека не е доволно. Да, и последно е како што напоменавме, мислам ако се правиме мовет за здрава храна. Да. Тие што имаат и нели органи, да, значи кај што треба органска храна веќе е како што кажав. Добро, тоа нели е некоја флоскула која само ја кажуваат овие некои маркети да кажам имаме органска храна. Мене тоа више ми личи на така како празни зборови, како да не гледаме некоја голема органска храна или некоја нутритивна вредност, мислам. На нашиот пазар и нема толкава достапност на органска храна. Првично е доста понеисплатлива за самите производители да ја произведат. Доближете ако сакаш твојата најнутритивна. Мојата најнутритивна храна. Генерално не е исплатливо на самите земјоделци затоа што нема кој да ја купи таа храна. Да. А добро, нели сега сите повише целиме кон нели тој здрав живот, здрави навики, би требало да целиме кон сепак кон таа храна. Треба да се цели, да, само што нашите стандарди и буџет не ни дозволуваат. Да. И тука е проблем, да. Реално, тоа е проблем, затоа што секој би сакал да конзумира например марула која што не содржи толку пестициди или некој друго овошје или зеленчук кои што би биле со помалку третирани. И исто така и житарки и слично. Добро, сега види, ние во Македонија реално да кажеме искрени да бидеме, имаме и една од поздрава храна, зборам безбедна храна. Да. Безбедна храна, значи никој до сега не немало труење од марула или од овоше некој што купила, имало труење од XY, оние фастфуд ресторани, ама бар од
од зеленчуков и овошје до сега не сме имале труење, но сепак има реперкусии врз здравјето и студентите се доста млади. Нели, сепак треба се храниме малце по здраво за како викаат сега што инвестираш у себе се се одразува на староста после, да. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте денеска со нас и сепак јас го спремив најнутритивното јадење, па саранда и добитника денеска е салатата на нашата нутриционистка Љубица. Се надеваме дека ви дадовме добри совети, се надеваме дека ќе ни слушате до крај. Може малце да се не успеавме да ги презентираме тука, бидејќи сега е сезоната. Тука имаме еден пудинг од јапонски јаболка со какао без додадени шеќери, кој што е многу вкусена и брза подготовка, па може да си го подготват студентите. Само им потребно јапонски јаболка, какао по вкус и блендери. Па ќе си имаат здрава ужина и десерт. Да. Така е. За енергија преку испитна сесија, Да. Кој сепак доста поздрав од Сникерс. е доста исплатлив. Да, доста поисплатлив. Ви благодарам што бевте заедно со нас, да следите ги нашите профили и една голема благодарност на Феч за оваа можност.